Почитувани советници, ја отворам 22-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана на денес. На седницата присуствуваат 19 советници, отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е и записник од 21-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на ден 19.2.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 21-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на ден 19.2.2019 година? Ве молам кој е за усвојување за записникот од 21-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржана на 19.2.2019 година. Едногласно, благодарам. Прва точка. Предлог одлука за започнување на постапка за гасификација на град Кавадарци. Презентација поврзана со гасификација на град Кавадарци, градска дистрибутивна мрежа. Точка 2. Годишна сметка на буџет на општина Кавадарци за 2018 година. Точка 3. Годишен извештај за работа на општина Кавадарци за 2018 година. Четврта точка. Годишна сметка на Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадарци за 2018 година. Пета точка. Годишна сметка на Средно општинско училиште Ѓорче Петров Кавадарци за 2018 година. Шеста точка. Годишна сметка на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци за 2018 година. Седма точка. Годишна сметка на Општинско основно училиште Тошо Велков Пепито Кавадарци за 2018 година. Осма точка. Годишна сметка на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци 2018 година. Девета точка. Годишна сметка на Општинско основно училиште Димката Ангел од Габер од Кавадарци за 2018 година. Десета. Годишна сметка на Општинско основно училиште Димката Ангел Габер од Ваташа за 2018 година. 11 точка. Годишна сметка на Општинско основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци за 2018 година. 12 точка. Годишна сметка за Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци за 2018 година. 13 точка. Годишна сметка за Општинско основно музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци за 2018 година. 14 точка. Годишна сметка за јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци за 2018 година. 15 точка. Годишна сметка за јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци за 2018 година. 16 точка. Годишна сметка на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци за 2018 година. 17 точка. Годишна сметка на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци за 2018 година. 18 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлука за определување на заштитна зона Лукар како заштитна зона со води наменети за консумирање. 19 точка. Правилник за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачје на општина Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година. 20 точка. Предлог одлука за определување на максимум износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2019 година. 21 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет поведен пред Основен суд Кавадарци. 22 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 3/19 пред Основен суд Кавадарци. 23 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 217/17 поведен пред Основен суд Кавадарци. 24 точка. Предлог одлука за давање временно користење на недвижен имот сопственост на општина Кавадарци на ЈП Комуналец Кавадарци. 25 точка. Предлог одлука за определување на крајбрежен појас на река Луда Мара во општина Кавадарци опфатен со урбанистички план село Сопот, изградба на КО Сопот општина Кавадарци. 26 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. 27 точка. Предлог одлука за примање донација на недвижен имот, специјално возило пајак и давање на трајно користење на ЈП за јавно паркиралиште паркинг Кавадарци.
28 точка. Предлог одлука за примање и давање донација за остварување на јавен интерес, донација на прочистувачи на воздух од Екотип Андреевски, Илија ДО Скопје за Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов, Кавадарци и Средно општинско училиште Ѓорче Петров, Кавадарци. 29 точка. Предлог одлука за примање на донација за остварување на јавен интерес, светлосни сообраќајни знаци со радар систем, Ротари клуб Вилјумс компања и Кожувчака. 30 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за примање и давање донација за остварување на јавен интерес, унапредување, промоција и поддршка на дејностите од јавен интерес во област на заштита на животната средина и развојот на граѓанското општество. 31 точка. Предлог одлука за давање согласност број одлука со архивски број 02/584/8 од 4.3.2019 година за изменување на статут на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадарци. 32 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 584/5 од 4.3.2019 година за прифаќање на правилник за управување, утврдување на ред, работно време, обезбедување на мир на градска капела и гробишта во Кавадарци, донесена од Управен одбор на јавно предпријатие за комунални работи Кавадарци. Комуналец Кавадарци. 35 точка. 33 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/17/3 од 15.2.2019 година за усвојување на програмата за работа на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинг Кавадарци, донесено од Управен одбор на јавно предпријатие Паркинг Кавадарци. 34 точка. Извештај за работа на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци за 2018 година. 35 точка. Програма за работа на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци за 2019 година. 36. Извештај за работа на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци за 2018 година. 37 точка. Извештај за работа на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци за 2018 година. 38 точка. Програма за работа за 2019 година јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци. 39 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за расход на основни средства со архивски број 02/59/54/9 од 28.2.2019 година, донесена од седница на Управен одбор на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци. 40 точка. Предлог одлука за давање на согласност на одлуката со архивски број 01/28/5 од 8.2.2019 година за измени и дополнување на годишниот план за вработување за 2019 година јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци. 41 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 03/61/1 од 31.1.2019 година за усвојување на годишен план за вработување за 2020 година на Општинско основно училиште Тошо Велков Пепито Кавадарци, донесен на училишен одбор од Тошо Велков Пепито Кавадарци. 42 точка. Извештај за аерозагодувањето во општина Кавадарци со заклучок на Совет со архивски број 08/805/26 од 19.2.2019 година. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на следната седница и тоа. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за примање и пренесување на вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Согласно деловникот молам за пренесување за предложената точка на дневен ред, кој е за? Едногласно констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка 42 предлог одлука за примање и пренесување на вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за примање и пренесување вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Има различни се предметите на примањето и давање. Дидактички средства во заграда, втора случај. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред, кој е за.
констатирам дека е усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка предлог одлука за примење и пренесување на вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци дидактички средства. Согласно член 59 од деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа: предлог одлука за примење и донесување на вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци опрема мебел. Согласно деловникот молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 45 предлог одлука за примење и пренесување вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за примење и давање на материјално добро, течно гориво од Друштво производство, трговија и услуги Гала Гордана и Сашо Доел Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување по предложение од дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 46 предлог одлука примење на донација на материјално добро, течно гориво од Друштво за производство, трговија и услуги Гала Гордана и Сашко Доел Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за донесување, изменување и дополнување на деталниот урбанистички план УБ 22 дело 20 во општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за пренесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 47 предлог одлука донесување, изменување и дополнување на урбанистичкиот план блок УБ 22 К и К23 општина Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа: предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 15/19 пред Основен суд Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 48 предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 15/19 поведен пред Основен суд Кавадаци. Дали има други предлози за дополнување на дневниот ред? Доколку немам, оставам ваквиот дневен ред на гласање. Кој е за? Едногласно. Пред да отвориме расправа по првата точка на дневен ред, градоначалникот сака да презентира околу транспарентноста на работењето на општина Кавадаци како еден добар пример на добро работење. Поведете го. Почитувани граѓани на општина Кавадаци, почитувани председател на Совет, почитувани советници, почитувани колеги вработени во општина Кавадаци. Ако користам можноста пред да ни почне седницата, денеска, после година и пол на постоење на овој мандат на Советот и на мојата градоначалничка функција и излегувањето на проектот следење на принципи на јавна администрација во зачувување на вредноста на доброто и управувањето, да направиме една мала презентација од оваа брошура која што со покривање на Европска унија секоја година ја отчитуваат транспарентноста и отчетноста и управувањето со финансите во единиците на локалната самоуправа. Значи, општина Кавадаци до пред нашиот мандат, вклучувајќи го мојот и вашите како советници, била на 48 место од вкупно 80 места по транспарентност и отчетност во делот на финансиско работење и работењето на веб порталите и објавувањето на сите документи кои што треба да бидат транспарентни. Или од 100% максимално бодирање имало 21% исполнетост. Во моментот, општина Кавадаци е единствен пример во Република Македонија во 2018 година што има пораз во делот на транспарентност и отчетноста, се наоѓа на трето место, значи од 48 на трето место, и имаме 50,6% исполнетост во делот на транспарентност. Ова е еден голем успех за нас како општина, како совет, како администрација, како градоначалник, да бидеме на трето место во Република Македонија по делот на транспарентност и отчетност. Тоа значи дека општина Кавадаци во целокупното работење и административно, и медиумски, меѓутоа и објективното работење,
го има на едно високо ниво. Јас како градоначалник, а веруваме вие како советници, 2019 година ќе се бориме да бидеме на прво место. Тоа значи дека имаме уште доста за работа, уште 40% имаме за исполнување за да постигнеме 100% од исполнителство на критериумот на Европска унија во делот на локални самоуправи. Само за информација, на прво место општина Штип со 61% на исполненост на транспарентност. Така да не е далеко првиот од третиот, меѓутоа ние мислам дека со оваа годишна програма која што имаме и транспарентноста која што ја покажуваме и објективноста и како политички партии, и како градоначалник, и како администрација, мислам дека ќе поминеме над 18% за наредната година и да бидеме еден позитивен пример за граѓанството и позитивен пример за локална самоуправа и за буџетските пари кои што транспарентно треба да ги трошиме, односно да ги објавуваме сите информации да има достапност граѓаните и целокупното општество. Јас уште еднаш ви заблагодарам, ова е заедничка заслуга и моја и ваша како советници, политички партии, меѓутоа и на јавната администрација која што ја покажала ова објективност и транспарентност. Благодарам. Благодариме градоначалник. Одиме со прва точка, предлог одлука за започнување на постапка за гасификација на град Кавадаци, презентација поврзана со гасификација на град Кавадаци, градска дистрибутивна мрежа. Презентерите нека повелат. Почитувани советници на општина Кавадарци, почитуван председател на советот, почитуван градоначалник, почитувани дами и господа, ми представува особена чест и задоволство во свое име и во името на тимот на Филбис, изработувачот на оваа презентација, да ја поздравам, да ви посекам добро здравје и да ви посекам многу успех во идниот потврат пред кој што сега сте изложени, гасификација на Кавадарци. Ќе се обидам во презентацијата да видам што пократок, но да ви дадам доволно информации да можете да донесувате одлуки. На територијата на Република Македонија изградена во 95 година и пуштена во експлоатација во 97 РСМ. Изградена во 95-та и пуштена во експлоатација 97 година, во функција е магистрален гасовод од граничниот премен Деве Бајр со Бугарија до градот Скопје со должина од 98,2 км и диаметар од 500 мм со работен притисок од 54 бара, чие снабдување со природен газ е од Русија. Магистралниот гасовод има капацитет од 800 милиони нормални метри кубни годишно, со можност за зголемување до 1,2 милиони со градба на компресорска станица на почеток на магистралниот гасовод. Максималната пропустливост на магистралниот гасовод изнесува 145.000 нормални метри кубни. Испораката на природниот газ до потрошувачите се обезбедува од постоечкиот магистрален гасовод преку ГМРС, главни мерно-регулациони станици. Ги има 5 на овој магистрален гасовод. Волуменот на испорачуваниот газ во Република Северна Македонија се мери на мерна станица за газ во Жидилово, која се наоѓа на 4 км од бугарско-македонската граница. Еве, на оваа слика, не знам колку можете да ја видите, се уште не е баш најасно. Од бугарската граница, па преку Жидилово и Крива Паланка, газот оди низ Куманово, доаѓа до Скопје, каде што има две главни мерно-регулациони станици и во овој момент се користи во Куманово, активно и во Скопје. Третиот град кој користи гасот во овој момент е Струмица, но на друг начин, не поврзана преку магистрален гасовод, туку преку гасовод на цевка или како го викаме варијабилен гасовод, да го наречем. Со камиони се во боци. Потрошувачка на газ во Република Македонија во изминатиот период од 15 на години, колку што се користи гасот во Македонија, изнесува негде од 90 до 110 милиони нормални метри кубни годишно, а ова се менува после изградбата на ТЕТО во Скопје. Со вклучувањето на ТЕТО се додаваат тие количини, но во просек потрошувачката е таа.
Овој показател покажува дека искориsteноста на овој систем досега воопшто не е во склад со вистинските потреби и можности на државата, што е еден од основните генератори за градба на дистрибутивните мрежи низ територијата на целата држава. Како основни причини за долгогодишната стагнација на развојот на гасификацијата во Република Северна Македонија може да се наведат повеќе фактори, а како највлијателни се нерешените собственички односи меѓу владата и Макпетрол АД. Заради ова нерешено прашање, магистралниот гасовод Гама, кој требаше да биде главна развојна компонента на системот за гасификација на РСМ, стана ничие дете. Колизијата на интерес на главниот носител на активностите од развојот на гасниот систем Макпетрол АД не е природно и не може да се очекува дека некој стопански субјект, особено по распадот на СФР и по трансформацијата на собственичкиот модел, сам по себе да се откаже од поголемиот профит што го носи трговијата со течни горива, за да го развива помалку профитниот бизнис со природен газ. Недоволните инвестиции во развојот на дистрибутивни мрежи, погрешно применет притисок P равно 12 бара наместо P равно 10 бара на влез на градските дистрибутивни мрежи, со што се оневозможи употребата на полиетиленските цевки кај истите, а употребата на полиетиленските цевки од друга страна ќе ги направеше градските дистрибутивни мрежи многу поевтини, со поголема можност за лесно приклучување на нови потрошувачи и брз развој на мрежата. Во рамките на развојната програма за гасификација на целата територија на Република Северна Македонија предвидени... Да? Ќе ве молам, употребувајте го името на државата Република Македонија. Бидејќи Република Северна Македонија се уште не е во употреба. Указот од председателот на Република Македонија не е подпишан. Ќе ве молам, употребувајте го уставното име на Република Македонија кое што се уште е во функција. Ако не го спротивно, мене не ми пречи и политичка атмосфера во градот и на државата Република Северна. Мене не ми пречи, јас место било каква република ќе кажувам нашата држава, па кој како сака нека го тумачи, мислам дека нема потреба сега да развиваме друга дискусија. Господине, не сме ни у друга држава, името ни е Република Северна Македонија. Дали на вама му се што или не, тоа е така. Значи, колеги, ајде не префрламе од место да оди презентацијата, ова е само презентација, имаме после. Окей. Битна е темата, Знаете, обична презентација се Наша држава е готова, нече моќи. Значи, предвидена е изградба на нова гасоводна мрежа со висок притисок со која ќе се овозможи снабдување со природен газ преку постоечкиот гасоводен приклучок од Бугарија, како интерконекција со гасоводниот систем на Грција, Србија, Албанија и Косово. Приклучувањето на ново проектираниот гасовод на мрежата на постоечкиот магистрален гасовод планиране во реонот на селото Клечовце и градот Скопје, со што се овозможува изградба на магистрален гасовод ден прстен со диаметар од 500 мм и работен притисок од 54 бари кои ги поврзуваат градовите Свети Николе, Штип, Неготино, Кавадарци, така наречена делница на лот 1, Кавадарци, Прилеп, Битола, делница на лот 2, Битола, Ресен, Охрид и Струга, делница на лот 6 и Струга, Кичево, Гостива, Тетово и Скопје, делница на лот 5. На оваа слика можете да го видите прстенот кој е замислен на овој гасоводен систем кој треба да ја покрие целата територија на нашата република. Она што е со црно, тоа е приоритетниот дел кој доаѓа токму до Кавадарци и преку Кавадарци иде за Прилеп и за Битола. На следната слика ќе може да видите точно тој дел, само што е од приклучокот во Клечовце до Кавадарци и кој се е приклучен на него. Значи, таму го имаме Штип, огранокот према Свети Николе и Велес не е во градба, тој тек треба да се проектира. Овој гасоводен дел е веќе изграден, испитан и најверојатно негде до кај јуни-јули месец ќе биде исполнет и ќе може да се употребува. Значи, после јули Кавадарци ќе биде во ситуација да може да користи газ. Ова е општина Кавадарци, нема за не за ништо да ви кажувам, сигурно знаете многу повеќе од мене, една од поголемите по територија општини во Република Македонија.
Она што е битно за општината дека загадувањето на животната средина е еден од поголемите проблеми во градот, кој во одредени временски прилики во зимскиот период станува еден од позагадените градови во Европа. Исто така, според проценки, во Кавадарци дневно сообраќаат околу 20.000 возила, земајќи ги предвид и автомобилите на жителите од околните села, што дополнително многу негативно се одразува на состојбата на воздухот што го дише локалното население. Општина Кавадарци е една од општините во нашата држава која е опфатена со магистралниот гасовод Клечевце, Штип, Неготино, Кавадарци. За општина Кавадарци на овој магистрален гасовод е оставен приклучок и главна мерно-регулациона станица со капацитет од околу 10.000 нормални метри кубни на час, на која се врши мерење на пропуштените количини природен газ и се редуцира притисокот на излезните 8 до 10 бара. Со ова се овозможува како материјал за примарната гасоводна мрежа во градот да се користат полиетиленски цевки со висока цврстина. По излезот од ГМРЗ цевководот се дели на два огранока, од кои едниот со притисок од 10 бара, од кои едниот оди према индустријските потрошувачи, а другиот завршува до две мерно-регулациони станици во кои се редуцира притисокот на 3 бара. Едната мерно-регулациона станица е за потрошувачите во градот, а другата за топлификацијата на високата стамбена зона, која треба и е планирана да се гради. Со идејниот проект опфатени се сите траси од примарната и секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа, а сите детали потребни за изведба ќе бидат опфатени со основниот проект за гасификација. Значи, на овој нова слика, на жалост, ја не гледам доволно јасно, не знам дали ви е на вас доволно јасно. Тоа е она што се вртеше на екранот предходно. Тоа е мрежата, гасната мрежа за Кавадарци. Ја имате таму исто, можете да ја погледате на таа слика и од надвори исто така изложена. Значи, со оваа мрежа е офатена целата територија на општината и таа овозможува во иднина, затоа што гасификацијата не треба да се свати како краткотраен процес, тоа ќе биде процес кој идните десетина години ќе трае, но што побрзо се и што повеќе се приклучат потрошувачи ќе биде поуспешно и ќе има поголеми ефекти. Преку дистрибутивниот систем за природен газ ќе се снабдуваат домаќинствата, колективните стамбени објекти и индивидуалните стамбени објекти, објекти од комерцијалниот и услужниот сектор и индустријски објекти. Преку дистрибутивниот систем за природен газ ќе се задоволуваат потребите од топлина за грејење, санитарна топла вода и готвење. Високата стамбена зона во градот не се предвидува за директна гасификација, истото важи и за постојните колективни стамбени објекти кои имаат внатрешна инсталација за грејење и за готвење, како и за објектите повисоки, колективните објекти повисоки од 7 ката. Значи, тие не можат да се гасифицираат на стандарден начин. Се разбира, со вака поставената дистрибутивна мрежа, поставени се можности за поставување на одреден број станици за подготовка и преточување на компримиран природен газ во моторни возила, со што и овој сектор и на овој сектор му се овозможува да користи ефтино и еколошко гориво. Анализите од физибилити студијата за изградба на градски гасоводни мрежи покажуваат дека дистрибутивните системи за природен газ се конкурентни во однос на постојните начини за снабдување со топлинска енергија на објектите. На објект приклучен на топлификационен систем со приклучување на дистрибутивниот систем за природен газ, годишните трошоци ќе му се намалат за 24%, доколку објектот е за домување, индивидуален или колективен, или за 30% доколку објектот е комерцијален. Ова важи за Скопје и топлификацијата во Скопје, поглавно. На објектите кои се греат на електрична енергија, годишните трошоци за топлинска енергија ќе се намалат за 35% ако се објекти за домување или 44% ако се објекти од групата на останати објекти. На објекти кои се греат со локални извори на топлина, а како гориво користат екстра лесно масло за горење, намалувањето на годишните трошоци ќе биде
54% за објекти за домување и 16% за објекти од останатите објекти. На објекти кои користат течен нафтен газ, намалувањето на годишните трошоци ќе биде 51% за објекти за домување и 9% за објекти од останатиот тип. Доколку кон дистрибутивниот систем за природен газ се приклучат објекти кои се греат од локални извори на топлина, а како гориво користат дрва, намалувањето на годишните трошоци ќе бидат 7% за објекти за домување, а приклучувањето на останатите објекти кои во моментот ги задоволуваат потребите од топлинска енергија со дрва ќе имаат зголемување на трошоците доколку се приклучат кон дистрибутивниот систем за природен газ. На следниот слайд се покажани некои односи на цените на киловат час добиен од природен газ и од други горива, така да може да се види дека во однос на енергијата добиена од природен газ, електричната енергија во домаќинствата, дури до 92% може да биде поскапа, електричната енергија индустријска до 230%, екстралесното масло 113%, мазутот 33%, течниот нафтен газ 137%, додека кај огревното дрво трошоците се зголемуваат. Загадувањата што се прават, претворени во загадување на CO2, за да може да се упоредат, во однос на природниот газ се гледа дека загадувањето при користење на течен нафтен газ е за 12% поголемо, екстралесното масло 34%, мазутот 41%, камениот јаглен 86%, кафениот јаглен 89% и лигнитот 98%. Во Законот за енергетика на нашата држава утврдени се следните субјекти кои се дел од гасификациониот систем на истата. Преносот на природен газ, управувањето со системот за пренос на природен газ, дистрибуцијата на природен газ, нископритисни регионални и локални мрежи за газ, управувањето со системот за дистрибуција на природен газ и снабдувањето со природен газ на тарифни потрошувачи. За извршување на својата дејност наведените предпријатија треба да поседуваат соодветна лиценца, која се издава од страна на регулаторната комисија за енергетика, под услови, начин и во постапка утврдени со овој закон и му се определуваат правата и обврските во вршење на енергетската дејност. За регулација на севкупното работење на овие субјекти донесен е правилник за дистрибуција и снабдување со природен газ. Со овој правилник се уредува начинот за формирање, одобрување и контрола на цените за пренос, дистрибуција и снабдување со природен газ, а надлежна за негово спроведување е регулаторната комисија за енергетика. Во моментот на отпочнување на процесот на гасификација на градовите, односно општините, во нашата држава се анализираат два модела на реализација на истите. Првиот модел е формирање на јавни предпријатија во рамките на општините. Ова јавно предпријатие би требало кадровски, технички и финансиски да се поддржи од општината која е нејзин оснивач. Регистрирањето на гасната фирма обично претходи на градежните активности на системот. Пред секоја етапа, припремна, инвестиционо-градежна, експлоатацијска, постојат приоритетни основни функции на јавното предпријатие од гасната фирма, како и други кои немаат приоритетен карактер, односно се дополнителни. Функциите кои се даваат на јавното предпријатие од гасната фирма не се постојани, тие се развиваат и актуализираат паралелно со фазите на изградба и ширењето на мрежата и на системот на клиенти. Ограничувачки фактори кои ќе влијаат на формирањето и успешното работење на јавните предпријатија гасни фирми се големиот кадровски недостаток од ваков профил на инженери, немањето доволно искуство во ваков вид на активности и состојбата на голема задолженост на општинските буџети и нивната изразена неликвидност. Истиот добро функционираше ке финансиски стабилните општини, што примерот на Струмица адекватно го покажа. Вториот модел за реализација на проектот е концесија или јавно-приватно партнерство со кој концесионерот, односно приватниот партнер, ги презема сите фази од реализацијата на проектот: проектирање, финансирање, изградба, оперирање, одржување и развој. Концедентот,
концедентот, јавниот партнер, го задржува правото на концесиски надомест и правото на контрола на спроведување на договорот за концесија. Целите на проектот за јавно-приватно партнерство се следните: да се реализира проектот без задолжување или оптоварување на тековниот буџет на општините, да се сподели ризикот меѓу општините и концесионерот, да се зголемат можностите за изводливост на проектот за јавно-приватно партнерство, односно економска и финансиска оправданост и одржливост на овој проект, да се обезбеди посигурен тек на пари, да се обезбеди нето прилив од користењето на гасот во јавни објекти, да се воведат нови технологии, да се намалат трошоци на граѓаните, бизнис секторот и на општините од регионот за неопходната енергија, да се зголеми стандардот на живење на граѓаните, да се создадат поквалитетни услови за одвивање на јавните дејности, да се намали загадувањето на околината и да се остварат и други погодности од технички, економски и финансиски аспекти. Предложената постапка за доделување на договор за концесија е конкурентен диалог кој се спроведува во 3 фази, и тоа фаза на предквалификација на кандидати, фаза на диалог со избраните кандидати за идентификување на решение кој одговара на потребите на договорниот орган и врз основа на кои кандидатите ги поднесуваат своите понуди, и фаза на поднесување на понуди. Проблемите на реализација на моделот на јавно-приватно партнерство се јавува кај непрофитабилните општини, кои воглавно се и неразвиени, немаат потенцијали, односно капацитети, кои би овозможиле профитабилно користење на природниот газ. Во такви средини, државата треба да ја реализира својата развојна политика и да преку општините обезбеди средства и услови за забрзан развој и побрза стапка на раз, или го услови концесионерот, односно приватниот партнер, да задолжително инвестира и во вакви средини во вид на правење на регионални пакет понуди. Ова веројатно ќе биде интересно за вас. Вкупната предвидена инвестиција за реализација на дистрибутивниот систем во општина Кавадарци е процената на околу 2 милиона, нешто под 2 милиона евра. Од тие инвестиции во примарната дистрибутивна мрежа нешто околу 850, а во секундарната околу 1.050.000. Со овој идеен проект не се офатени терцијални мрежи и трошоци за приклучување и адаптирање на можните корисници на газ, индустријски, неиндустријски и домаќинства. Значи, тоа е плюс еден пакет кој треба да оди по изградбата на дистрибутивните мрежи или во тек на изградбата на дистрибутивните мрежи. За предпоставените услови во анализата на изводливост на проектот за реализација на дистрибутивниот систем за природен газ, проектот е изводлив со нето сегашна вредност од 1.712.344 евра и ИСР од 16%. Ризикот за остварување на предпоставените услови во анализата на изводливост на проектот е низок и на прифатливо ниво за таков тип на објекти. Ова дава кредибилитет на општината сама да влезе во овој потфат и сама да ја направи гасификацијата, што е апсолутно најпрофитабилно за самата општина, затоа што сите придобивки од таа работа ќе ги има во буџетот на општината. Влијанието на проектот врз околината нема да ги дели со никого, не. Влијанието на проектот врз околината и на локално и на глобално ниво е значително помало во однос на алтернативите кои во моментот се применуваат за задоволување на потребите од топлина. Накратко, да резимираме, за да решиме акутната загаденост на животната средина од постојните системи на грејење во зимскиот период, за да ги намалиме издувните гасови кои се ослободуваат од возилата во градот, за да ги намалиме трошоците за енергија која ни е потребна за нормално живење и работење, за да ја зголемиме енергетската ефикасност при користењето на природниот газ како гориво за задоволување на нашите потреби. Тоа се целите. Значи, кога зборуваме за природен газ, подразбираме почист воздух за сите, поевтина енергија, поголема енергетска ефикасност. Ви благодарам за вниманието. Ако има прашања или како веќе... Благодариме за исцрпната презентација. Ако имат колегите некоја прашање, да поставиме и да ги ослободиме презентаторите. Повели, Јасмин.
еднократниците, односно Така е. повисоки од 7 ката. Така е. Воопшто? Со директна гасификација не можат, затоа што услов е со 100 милибара да се влезе во таков објект. Со 100 милибара гасот може да стаса до 7 кат. Значи не може повеќе да стаса од 7 кат. Заради тоа тие не се практикуваат директно да се гасифицираат, туку се прави или гасна котлара надвор, па се прави топлификациона мрежа, или се прави систем за топлификација како што е предвиден за еден дел од градот и кај вас. Сите други може да се... Да. Што значи делот на трошоците терцијарна мрежа? Значи, дали тоа значи на секоја улица има линија, па Значи, само да, ве разбирам. доводот до куќата или до стабената зграда? Тоа е терцијално. Тоа е терцијарна. Да. Да. Све друго ќе биде покриено со примарната и секундарната. А самиот приклучок е терцијално. Дали има друго прашање? Уште еднаш ја писател, значи водосовременска рамка. Да. Кога кавадарци, да речеме, најрано би можеле да добијат газ? Па рековме во овој момент 3 града во Македонија користат газ, Кавадарци може да биде 4-ти или 5-ти град. Ние сметаме дека овој идеен проект може да се заврши за месец и нешто, потоа веднаш да се помине на основниот проект, значи за следните 3 месеца, највише 4, Кавадарци може да има спремна документација, да прави договори, да бара изведувачи и да почне со изведба на градската мрежа. Значи во јули очекувам најдоцна во јули гасот да биде на портите на Кавадарци. Значи употреблив, да може да се користи. Повели колешки. Па јас мислам дека кажував за тоа, зависно од системот, зависно од компаративното гориво кое сега се користи, бенефитот е голем. Осен кај дрвата, каде што малку е така, да речем, да, сите други се значително по економски исплатливи системите на газ и ве уверувам дека за 2 до 3 години сите што ќе инвестирате во гасните системи ќе си ги вратите парите назад од заштедените пари за енергијата што ја трошите. Колеги, дали има друго за прашање? Доколку нема, презентерите да им се благодариме. Финансирањето до јули до Кавадарци. Натрешната мрежа во Од нас зависи. Затоа сте вие тука. Од нас зависи. 2 милиона евра и готово. Да, да. Ќе добиете сигурно, затоа што ќе имате документација, ќе можете да барате, ќе добиете, има средства, владата обезбедува средства преку Светска банка за кредитирање на вакви проекти. Мислам дека ќе добиете добри средства за да можете да го реализирате ова без многу да трошите од буџетот на општината. Така да знаете. Добро, сега. Јас значи е лошо градоначалникот тоа да објасни граѓаните малци на селото. Така ќе биде тоа. После. Секако, секако. Прво да се донесе одлуката. Одлуката донесе најшо. Колеги, доколку така да нема проблеми. Само од која влада ќе заеме? Се знае. Че ни дадат. Колеги, ако нема повеќе прашања, одиме со гласање на првата точка. Значи, предлог одлука за започнување на постапка на газификација на град Кавадарци. Кој е за? Чекај, многу брз процедурално имаше нешто. Да гласаме, да ги ослободиме луѓето после, бива? Одиме со гласање, кој е за? Доста бе, Блашкова, како процедурално? Процедурално. Едногласно благодариме. Може ли? Може сега. Процедурално. Ева. Поздрав до сите, да не мислат луѓе дека се е црно у Кавадарци. Со вечната група на СДС му го честита бракот на колегата доктор Тони Лешковски. Ајде, колега. Почте прачим по бомбони. По бомбони. Летај по бомбони. Колеги, вака, втората и третата точка
да ги читам, да ги образложи секторот и градоначалникот, а да ги гласаме поединечно. Дали се слагаме? Втора точка, годишна сметка на буџет на општина Кавадаци за 2018 година. Третата точка, годишен извештај за работа на општина Кавадаци за 2018 година. Нека се договорат градоначалникот и секторот финансии. Нека презентират. Повелете. Дали има? Дали има? Колеги, ако нема потреба, одиме со... Ние да прашаме, ако немаме потреба, одиме со гласање на точка број 2. Кој е за? Едногласно. Одиме со гласање на точка број 3. Едногласно, благодариме. Сега од четвртата точка па до 18-та точка. Колеги, вака презентерите ги поздравивме, им се заблагодаривме за исцрпната дискусија, а ако сакат можат да не следат како ги водиме седниците и како работиме, ако не, среќен пат и мирно море. Ако не сакат, нека седат. Дури не се караме, бегате и после кавгата. Одиме со извештаите, дискусија заедничка, а одлуката поединечно. Дали се слагаме? Јованчев? До точка број, заклучно со 17-та точка. До 17-та. Сите институции? Или сакате образованието до 14-та? Ај вака. Договорено. Одиме до 14-та, па после другите поединечно. Цане, може да работиш? Колеги, да ги читам точките или од сите пак? Ги прочитавме, да? Кој бара збор? Одиме со дискусија по сите точки од извештаите од училиштата, а поединечно гласаме. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, ги ставам на гласање. Точка број 4. Број 4. Годишна сметка на Средно општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадац 2018 година. Едногласно. 5. Годишна сметка на Средно општинско училиште Ѓорче Петов Кавадаци 2018 година. Едногласно. Точка број 6. Годишна сметка на Средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадаци 2018 година. Едногласно. Број 7. Годишна сметка на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадаци 2018 година. Едногласно. Годишна сметка на Општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадаци 2018 година. Едногласно. 9-та точка, годишна сметка на Општинско основно училиште Димката Ангел Габер Кавадаци 2018 година. Едногласно. 10-та точка, годишна сметка на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Ваташа 2018 година. Едногласно. Годишна сметка на Основно општинско училиште Тоде Хаджитефов Кавадаци 2018 година. Нагласено едногласно. 12-та точка, годишна сметка на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци 2018 година. Едногласно. 13-та точка, годишна сметка на Општинско основно музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадаци 2018 година. Едногласно. 14-та точка, годишна сметка на Јавна општинска установа детска градина Раца Потрева Кавадац 2018 година. Едногласно. Благодарам. Одиме точка број 15. Годишна сметка на Јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадац 2018 година. Отварам расправа. Кој бара збор? Ја поминавме рада пат. Заврши, замина. А повели колега. Греото е директорката има најмногу вработени, најмногу деца уште да ја малтретираме овде. Повели колега. Директорите на училиштата доколку сакат да присуствуваат можат, ако не сакат може да напуштат. Ние им благодариме за присуството. Повели колега. Почитуван градоначалник, председател на Совет, колеги советници, почитувани граѓани. Кога станува збор за годишната сметка за Домот на културата, сакам да прокоментирам малку, да продискутирам околу оваа годишна сметка за 2018 година. Околу бројките се сложувам, бидејќи се потрудил директорот на наше барање вчера да ни достават преглед околу делот на контата и на како се трошени средствата во Домот на културата. Сега, сакам да прашам,
конто, односно сметка 603. Имаме расходи за репрезентација 93.642 и 241.980 или вкупно тоа се негде на околу 370.000 денари или поделено по месеци тоа се негде 30.800 денари секој месец. Дали со ова можеме да констатираме дека повеќе времето за работењето на директорот кој што е поставен да биде и да раководи со институцијата, културната институција Дом на културата, е поминато надвор од канцеларија. Во делот на сметката 603 општинската, во аналитичкиот преглед имаме патни трошоци, пространство, сместување и пак некои дополнителни трошоци или вкупен износ од 79.918 денари. Директорот, раководителот на Домот на културата направил престап во работењето, односно прекршил. Требало да го знае, ама не го знаел. Зошто го велам ова? Има направено службено патување, што лично немам против службеното патување на културните работници од град Кавадарци, заедно претпоставувам со глумците од Кавадарци, но без налог за службен пат, односно без одобрување без одлука за одобрување од управниот одбор на Домот на културата. Почитувани граѓани, на 12, односно од 9 ноември до 12 ноември службеното патување во странство во Република Србија, а одлуката за службено патување е ретроактивна донесена, односно донесена од управниот одбор на Домот на културата на 5.12.2018, односно со закаснување. Што сакам да кажам? Зошто се законите? Дали да ги почитуваме или да ги прекршуваме? Директорот го прекршил работењето во делот на службените патувања. Јавно го прашувам, дали на тоа службено патување беше со него и близок роднина и дали тој близок роднина беше на трошок на општина Кавадарци, за кое што немате одлука, одобрување времено од управниот одбор и од советот на општина Кавадарци или неговиот близок друга сопружник од семејството беше на лична сметка. Околу делот на работењето на Домот на културата за изминатата 2018 година. Според мене, лично, значи оваа директор не го сваќа лично за вас, ве ценам, ве почитувам, но во делот на вашето работење можам да констатирам имаме едно големо негативно работење, односно минусно работење во делот на културата. Бидејќи сме лаици во делот на културата, нели? Ние не ја познаваме таа работа, но не сме на некој начин глупи и можеме да констатираме и да видиме дека во 2018 година, во изминатата 2018 година, културата во Кавадарци беше на ниско ниво. Или попросто кажано, од Дом на културата направивме дом на примитивизмот. Ако во изминатите години имавме културни манифестации, Летен бран и голем број други манифестации, сега, оваа 2018 година, имавме едно манифестација која што беше укината, мислам дека беа тоа хоровите на Република Македонија, која што традиционално се одржуваше 50 години во Кавадарци. Со ова можеме да констатираме дека огледалото на работењето на раководителот во Домот на културата е на едно ниско ниво. Дозволил една културна манифестација, која што уште пред да бидеме ние родени,
Нашите предци ја почнале во делот на хоровите за средните училишта, дозволи истата таа да биде прекината, во прекин. Колега, само се извинувам малку. Околу Колега Јованчев, ај да се задржиме конкретно на сметката. Ние сме одобриле програма таква како што ни ја дал. Колеги, само момент. Нека зборува само околу сметката, околу извештајот. Да не шириме ние. Ние тереме програмата ланска година ние усвоивме. Не те кочам, кажи што сакаш, али да се сконцентрирате на тоа што треба. Значи ние збориме за сметката, за извештајот. Инаку програмата на Совет ја дал, нисме ја одобриле. Ние сме сгрешили ако ни дал така. Околу делот на програмата. Да се сконцентрираме точно на тоа што треба. Господин Секалиев, околу делот на програмата ќе разговараме кога ќе дојде програмата точка на дневен ред. Тогаш ќе констатираме кога таа програма се донесува, дали се донесува во 2018 за 2019 или 2019 за 2019. Во тој дел, можеби на некој од тука, од советниците, односно од председателот на Советот, не му се допаѓа мојата дискусија. Не ми се свиѓа, но што да не ми се свиѓа? Можеби не му се допаѓа кој број чевли носам, но тоа е тоа. Јас сум тој и разборувам на реални факти. Еве ги барањето за службено патување, без дата, без подпис. Одлуката за одобрување на 5.12. Решение за службено патување во странство на 9.11 до 12.11. Барање подпишува сам, одобрување сам и налог за службено патување сам. Господине градоначалниче, мора и вие малку да поработите. Раководните кадри, ако ги оставиме вака, че ни забегаат во друга насока. Една препорака или порака до директор. Директоре, посветете го вашето внимание повеќе на работењето во делот на културното издигнување на град Кавадарци. Не ви ги браниме социјалните мрежи, не ви ги браниме шетките, но вие сте тоа лице, овој совет за вас дал налог, односно да бидете вие, да раководите оваа културна институција во град Кавадарци, да се посветите и да го дигнете нивото на културата, односно на културните збиднувања кои ќе бидат во Кавадарци на едно повисоко ниво. Во секој случај, годишната сметка ќе ја гласам, ќе ја поддржам за тоа што тоа се бројки. Благодарам. Благодарам. А градоначалникот па Туримаджов. Помни градоначалник. Директоре, сите забелешки, бележи ги на крај да не излегуваш. Пиши си после едно по едно одговарање. Ако добро, договорено. Јас само би искоментирал во делот на Домот на културата, на неговото функционирање. Би ги развел работиве, Јованчев ги зборуваше на 3 дела. Едниот дел во професионалниот дел на функционирањето на Домот на културата. Јас лично стоам позади таа ситуација и знам дека работи по план и по програма. Планот и програмата ланска година исто едногласно ја изгласавме и мислам дека му исполните во целост на Домот на културата. Напротив, дека културата не е на ниво кое што треба да биде и Домот на културата, дека не функционира на ниво, ова нема да го бранам директорот, само ќе прочитаме на порака и ќе кажам како претходно функционираше Домот на културата, нема да биде напад ни према тебе, ни према друг некој. Вика, господине градоначалник, една критика од Скопје за мене. Нели е срамота празна сала на Домот на културата, а настапува тој и тој, нема да го именувам. Партиска порака. Ја одговорив, времето на продажба на карти и времето на терење на луѓе да одат на представи измислени за култура заврши. Што сакам ти кажам? Ми можеме да направиме уште 300 манифестации. Патриотски. Вакви изложенија, накви изложенија. Не. Ние си го одржаваме нивото на културата, че се движиме управенски што да се движиме и сите неполитизирани настани кои ќе ги имаме од Домот на културата ќе бидат на максимално ниво поддржани од општина Кавадарци. А ниту еден политизиран настан, па по било која сфера или сфера дека биде, нема да го поддржиме и да го спонзорираме од општински граѓански пари. Од друга страна, првиот мојавет кој ќе го кажав, транспарентност на општина Кавадарци е зголемена за 150% и на трето место во Република Македонија. Благодариме.
За да, реков по три точки ќе разговарам, да ги развојам во делот на неправилностите доколку ги имате согледано како комисија и како управен одбор, надзорен одбор. Јас точно не знам кои се членовите на управен надзорен одбор, не ги гледам лично завршените сметки и функционирањето, за тоа е управен надзорен одбор. Сите критики ќе ги имате. И доколку има недоследности во делот на работењето или прекршување на законите, јас би поддржал соодветно да се поднесат и до кај нас. Сега во моментот имаме вработено од пред месец дена и самостоен внатрешен ревизор во општина Кавадаци. Може еден приговор, една представка до нашиот ревизор да направиме, заедно со секторот финансии. Ревизорот, јас ќе го задолжам лично да појде да направи ревизија внатрешна интерна на работењето на Домот на културата. През основан тие извештаи, доколку има наводи и недоследности, можеме понатака да ги постапиме до било која институција и никој нема да биде заштитен во тој дел. Благодарам. Благодариме. Лазар Ториманџов, повеле. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, колеги советници. Отделот на Домот на културата се што искаже градоначалникот држа вода и мислам дека им моите дебати ќе биде и од тие контекст. Вака до колегите од ВМРО, до колегата Јованчев. Сето би се сложил со ова негово излагање, ама да го направиме во иланските години. Ачо Малинков не знам колку време е директор, дали една година или колку е. Така, една година е директор, претрпи доста критики. Кога јас дебатирав за Домот на културата лани, колегите од ВМРО не стана никој. Го штитеа некој. И може и така треба да биде политика. Сето излагање на Зоки Јованчев го сваќам у политички контекст за културата, одговори ги градоначалникот. Вака сега. Ќе почнеме од крајот. Бил на шетка у Србија. Мене кога што ме држа памтенето на таа шетка награда доби акторот Диме Коцевски. Ако мислам дека доби. И ние треба да се гордеиме со тоа. Не од место Ако направил директорот Малинков прекршок, треба да се одговара за тоа. СРСМ од почетокот вика секој што има на било каков прекршок во држава има институции, нека се одговара. За таа шетка. Да ви кажам за една друга шетка. Таа шетка била 79.000 денари. Имаше една друга шетка у Америка. За таа не дебатирате ништо. И таму имаше лично некој одеше. Нечу да го коментирам тоа. Со шетките завршиме. Сега ќе ви кажам како работел бившиот директор на Домот на културата. Како си правил договори, склучен на 22.8. помеѓу Домот на културата и приватно лице. Нема да го именувам приватно лице, нема му е прв братучет. Пајсте, прв братучет. Тоа е договор за ресторанот. Направен е на 5 години, може да се раскине за 3 месеци, да заговорат странките, али они го раскинуват, направен е на 22.8.2015, а го раскинуват само 2 месеца после тоа, на 22.10. И сега ресторанот го зима друго лице. Нема да го именува. Кој дал пари, кој како зел, не се знае. Ова се договори на Домот на културата и бившиот директор, гледате и колку има, за кинто. Да ви ги читам ли сите? Колега, овака, ајде да не одиме. Извини, председател, мислам дека нема да одиме Тука само имате договор склучен на 1 јануар. На 1 јануар. Сите ка слават, нашиот голем директор прави договори. И виче како направил овие договор. Па зошто не направил квалитетен договор, јавно-приватно партнерство, па да видиме ни чаро тоа кино. Никој не знае колку е тоа кино посетено, колку тоа кино карти наплаќа, кој кај дава чирија, ништо не се знае. Апсолутно ништо. Ја во договори нема видам. На 3 месеца нов договор си прави. И пази и на 1 јануар. Нека го и тоа.
наместо никако општина, а и тие 10 години што беше директор таму, да се ангажира малце, да направи лифт за деца со посебни потреби, да можете овие да гледат кино, он си взе телефонот 55.000 денари. Че вам молам, колеги од ВМРО, да се концентрираме на побитни работи. Пак го сванам во напад од Врзацо Малинков е само по политичко и нико друго. Благодарим колега. Дали има некој за збор? Повели Јованчев. Во делот на претходното раководење и во повеќе наврати имам кажано, секој кој што направил, нека се одговара, ако има такви индиции. Но вие треба да сватите дека повеќе од 2 години ја практицирате власт. Повеќе од 2 години на државно ниво или некаде околу 1,5 година во делот на локалното владење со ваши раководни тимови. Во делот на наградите кои што ги имаат освоено, јас си кажав дека тоа е за поздравување. Но дали вие го оправдувате ова работење незаконско? Значи, че одиме на службен пат, отпосле се доаѓаме, дајте ми одлука на училишен одбор. На управен одбор, се извинувам, на управен одбор. Значи, нонсенс. Станува збор за закон. Тоа кој што направил, нека одговара. А тоа, бидејќи не се направило лифт за деца со посебни потреби, и тоа е пропуск. Но треба да признаем дека во тој дом на културата, во тие 10 години, се вложени негден околу приближно до 1 милион евро. Ќе ви кажам сега. Дел средства од општина Кавадарци, голем дел средствата беа од Министерството за култура и од буџетот на Република Македонија. Знаеме во каква состојба беше пред 8, 9, 10 години Домот на културата, сега внатре е комплетно сменет ликот. Фалија уште овие што се просториите на актерите, мислам дека последните овие што се години, последните месеци од владењето и тие се средени. Така, директор, таму е комплетно сето средено. Ете така, тоа е ваша констатација. Значи, во делот на стручноста не од место, колеги. Од место, одговорите на крај одговорница. Но тоа, кој бил, каков раководител, времето ќе покаже. Тоа е моја констатација и тоа никој не може да ми го смени. Сакам пак да прашам, поставувам прашање, дали на тоа службено патување, кое што е без одлука на управен одбор и кое што службено патување го подпишува сам директорот и налогот и патниот налог и исплатата на дневниците ги подпишува сам директорот, било лице од неговото блиско семејство и дали тоа лице што било на блиско семејство во службеното патување заедно со раководителот е на терет на средствата на буџетот на општина Кавадарци. Ако не, јас јавно му се извинувам. Благодариме. Реплика Лазар Ториманчев. Вака, ја не знам кој бил таму на тоа патување, че си одговори директорот кој како и шо, него пак се вратам малце поназад. Вака сега, за да знаат граѓаните и колегите од ВМРО, изгледа слабо му е малце паметањето. Член на управниот одбор у Домот на културата е братот на бившиот директор. Некој што е член на управниот одбор, него и председател на синдикатот. Мислам тука ќе застанам. Нечу никој да го именувам, лошо е да ги споминеш имените на луѓе, али така дојде дебатата. Па за таа шетката. Као деја за Америка, дали имаше документи и одлука? Значи, сето влаче беше у реду, колеги од ВМРО, ако ви пред една година дебатирате вака. Чисто, транспарентно, се убаво да биде. Него тоги не ви одговараше, не си имате збор. Си сеите никому ништо. Сега сакате транспарентност, еве јас како координатор на студентска група, а повиштувам општинската администрација, целокупното работење на Домот на културата назад 10-12 години да го прочешне. Се да биде транспарентно, се да биде по закон. Ево уште еднаш ќе кажам.
градоначалникот не е тука, ќе му пренесат целокупното работење на Домот на култура да го прочешнат сите. И еден куп договори на 1 јануар, кај сите славачи се правени, и тоа да се прочешла, кој колку чирија зел, кај се парите, па како влезови за хитни случаи се дадоа да биат дуќани. Се нека се прочешла. Кој што направил, нека одговара. И друго, мислам дека се споровам, па се што беше Зоки у реду, ако ова го зборувате пред една година. Благодарам. Благодарам колега. Колега, контрареплика? Ти како ќе речеш? Ти како ќе речеш? Ја не можам да мислам за тебе. Ајде, нека биде контрареплика. Значи, се сложивте со тоа, со моето излагање, не само кога ми беше даден зборот, него и во претходните мои излагања во минатите совети. Кога повикував секој кој што си одговарал, кој што си работел, нека си одговарал. Нека си одговара. Така да и ние како ВМРО ДПМН од секогаш сме за права, за правда и за правдина, нека се приклучуваме кон оваа иницијатива да се испита работењето на Домот на културата во последните 10 години заклучно со со денешниот ден. Но не ми одговоривте за ова. Имаме службено патување без одлука, без одобрување. Си го директор? Повели Развигор Кабранов, Ташо Радњански. Само кратко. Може Развигор, ајде. Нека каже Тоа, Ташо. господине Јованчев, ти си видел дека управниот одбор одлучува дали директор ќе оде на службен пат. Кој те одлучи? Ќе одлучи директорот. Програма. Кој раководи со Кој раководи таму? Овде не пише во управен одбор, пише Цана Добринов. Се извинувам, случајно го земав. Кај пише тука управен одбор? Директорот управува се со... Колеги, одговорница немојте од место. Нема шанса да... Он може финансиите своји да ја даде на управниот одбор и управниот одбор може да ја прифати или да не ја прифати. Благодариме. И то твојот директор ќе за да оди до Развигор процедурално. го пита управниот одбор. Процедурално Развигор. Ајде процедурално. Почитувани колеги советници, ја мислам дека колеги, де не од место. Во 20 години на работење на Советот во општина Кавадарци не се десило вакво нешто до пред неколку седмици, кога почнаа одговорниците тука да се изнесуваат некои работи што не се за наговорниците. Не е за наговорниците тука да отчет бараме дали бил или не бил. Значи, има институции. Ова можеше со заклучок еден, Зоки Јованчев да го предложи, да не се расправаме тука и да не го изложуваме директорот дал бил, дал не бил, шо бил, како бил. Не е убаво било кој да беше дали од школите или од било кој да го викнеме тука на говорницата и да испаѓа да се брани. Ова не е суд тука. Ни ги разгледуеме извештаите и годишните програми. Ако сметаме дека во некоја институција има незаконско работење со заклучок, да се испита година, 2, 3, 5, и нема што да расправаме сега и се повикуеме од место, ел ти каже, ел вие каже, ел ние каже. Ова не е судница, колеги советници. Благодарам, колега. Доколку нема друг за збор, точка ќе ставам на гласање. Кој е за? И Развигор, дига. Кој е против? Воздржани? Десет за, 8 воздржани. Благодарам. Точка број 16. Годишна сметка на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци за 2018 година. Отварам расправа. Доколку нема за расправа, ставам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка број 17. Годишна сметка на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци за 2018 година. Отварам расправа, доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно.
Точка број 18. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на заштитна зона Лукар како заштитна зона со води наменети за консумирање. Отварам расправа. Доколку нема никој, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 19. Предлог правилник за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за субвенционирање на граѓаните на подрачје на општина Кавадаци за купување велосипеди за 2019 година. Отварам расправа, доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 20. Предлог одлука за определување на максимален износ. Се извинувам. Колеги, вака сега. Ради јавноста некој од колегите не бидам ја, ако сака да каже, нека каже, ма дури давам расправа. Сега веќе за мене. Другата точка 20 дава такви услови разговор. Значи точка број 20. Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечни субвенции на граѓани за купување на велосипеди за 2019 година. Овде го имаме максималниот. Ајде, председател на комисија за финансии, повели Јованчев. Нерли, се извинувам ја Анита Каракутова. Повели. За граѓаните, Анита, која е максималната сума на пари што можеме да дадеме за бицикли? Колко е тоа? Вчера Бешан сум. И ова беше една од точките на Комисија за локален економски развој, че се финансира субвенционирање купување на велосипеди во висина од 50%, а не повеќе од 3000 денари. Значи, како и претходно што направивме за пелетите, нема да биде по принцип на прв дојде прв услужен, него ќе има томбола. Значи, повикот ќе трае негде од прилика 1 месец и ќе има време граѓаните кои се заинтересирани да аплицираат за тоа што велосипедот не треба да биде купен пред објавувањето на повикот. Значи, повикот би требало идната недела, што ми кажа вработените. Благодарам. По точката 20 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 21. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 1/2019 поведен пред Основен суд Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 22. Предлог одлука за давање согласност за склучување судска спогодба регулирање на меѓусебни односи во врска со судски предмет број 3/19 поведен пред Основен суд Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 23. Предлог одлука за давање согласност за склучување судска за спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 217/17 поведен пред Основен суд Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 24. Предлог одлука за давање на временно користење на недвижен имот собственост на општина Кавадаци на ЈП Комуналец Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 25. Предлог одлука за определување на крајбрежен појас на река Луда Мара во општина Кавадаци опфат со урбанистички план на село Сопот за изградба на КО, катастарска општина Сопот, општина Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 26. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански офат. Кој е за? Заедно со амандманот. Кој е за? Едногласно. 27 точка. Предлог одлука за примање донација на движен имот, специјално возило пајак и давање на трајно користење на јавно предпријатие за јавни паркиларишта Паркинг Кавадаци. Кој е за? Благодарам. Точка број 28. Предлог одлука за примање и давање донација за остварување јавен интерес. Донација на прочистувачи на воздух од Екотип Андреевски, Илија, Доел Скопје за Средно општинско училиште Гимназија Добри Даскалов Кавадаци и Средно општинско училиште Ѓорđе Петров Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 29. Предлог одлука за примање на донација за остварување на јавен интерес. Светлосни сообраќајни знаци со радар систем. Ротари клуб Вилјумс, компања и Кожувчанка. Кој е за? Едногласно.
Точка број 30. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за примање и давање донација за остварување на јавен интерес, регулирање, промоција и поддршка на дејност од јавен интерес во областа на заштита на животната средина и развојот на граѓанското општество. Кој е за? Едногласно. Број 31. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/584/8 од 4.3.2019 година за изменување на статут на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадец, донесено од Управен одбор на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадец. Кој е за? Едногласно. 32. Предлог одлука за давање согласност за одлука со архивски број 584/5 од 4.3.2019 година за прифаќање на правилник за управување и утврдување на ред на работно време и обезбедување на мир на градската капела и гробиштата во Кавадаци, донесено од Управен одбор на јавно предпријатие за комунални работи Комуналец Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Број 33. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/17/3 од 15.2.2019 година за усвојување на програма за заработа на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Паркинг Кавадаци, донесено од Управен одбор на јавно предпријатие Паркинг Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 34. Изврши за работа на јавна општинска установа Дом на култура Иван Мазов, Климе Кавадаци за 2018 година. Кој е за? Едногласно. 36. Изврши за работа на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадаци за 2018 година. 36. Изврши за работа на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадаци за 2018 година. Кој е за? Едногласно. 37. Изврши за работа на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадаци за 2018 година. Кој е за? Едногласно. 38. Предлог програма за работа за 2019 година јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадаци. Отварам расправа доколку нема. Кој е за? Едногласно. Број 39. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за расход на основни средства со архивски број 02/54/9 од 28.2.2019 година, донесена на седница на Управен одбор на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 40. Предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 01/28/5 од 8.2.2019 година за измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2019 година на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 47. Предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 03/61/1 од 31.1.2019 година за усвојување на годишен план за вработување за 2020 на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадаци, донесена на училишен одбор на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 42 точка. Извештај за воспоставување на општински извештај за аерозагадување во општина Кавадаци со заклучок на совет со број 08-805/26 од 19.2.2019 година. Лазар Туриманчев за збор, повели. Добро. Пред мене беше доктор за збор. Вака, претходниот совет побараме точка на дневен ред и ево се во дебатираме малце. И еве сега го добиме извештајот во пишана форма. Вајте службите наши толку можеле, толку се потрудиле, тоа што го затекнале, тоа го направиле. Сега и ја имам тука некои слики од опожарен терен. Ја паче речем дека загадувањето не е од ова. Сликите што покажав ние паче кажам дека не е од прачки и лозанки. Прачки и лозанки уште се горат, па такви остатоци од саџи нема по градот. Не гледам у извештајот индустријски капацитети колку се гадуват. Паче кажам службите наши може толку се умогучно службите да го направат. Им благодарим и за ова што се потрудили да го направат, него еве јас апелирам од тука. Сега може и со текот на време ќе биде времето убаво, па многу малци ќе се ангажираме околу загадувањето, нема да биде тема. Ама јас еве општина Кавадаци и локална самоуправа да му дадам еден предлог да ги уклучат сите еколошки друштва тука. Да
да се уклучат и луѓето, да се оде на терен. Ја мислам дека ипак главното е од индустријата, е загадувањето и претходниот совет реков енормен број на камиони ни минат ни централното градско подрачје, мора и тоа да се земе предвид. Така да заедно со службите од тука, уште еднаш ќе кажам, благодарам на вас што се потрудили да го направат, да ги уклучат и еколошките друштва, таму има и доста квалитетни дечки, имат луѓе што може немат опрема, али доправени се добро, сликат, прават, се работат и мислам дека така ќе направиме поголем ефект и да се бар колку толку, ако можеме кај општина да го подобриме воздухот во општина Каварци. Благодариме. Трендафилов Никола за збор, повели Никола. Почитувам председателе, почитувани колеги советници, почитувани граѓани. Комисијата за животна средина, согласно заклучокот донесен на седница на совет, на претходната седница на совет на општина Кавадарци, се состана заедно со луѓето задолжени за животната средина вработени во општина Кавадарци. Како резултат на тоа од службите добиен и овој извештај, кој што делумно го прокоментира почитуваниот советник Тури Манџов. Јас би сакал неколку аспекти само да спомнам. Детален извештај ни имаат испратено во однос на повеќе параметри кои што се показатели за загадување на амбиенталниот воздух. Конкретно на денот 17.2. кога 2019, кога е всушност и забележано остатоци од изгорени остатоци кои што не идентификувани изгорени остатоци, кои што ги спомна уште на претходната седница колегата Тури Манџов. Две работи спомнуваат од инспекцијата за животна средина. Првата е дека забележале дека во овој период се горат кабли чија што цел е екстракција на металот кој што се наоѓа во каблите и било интервенирано од нивна страна заедно во координација со полициска станица Кавадарци. Тоа е прво. И второ, на дотичниот ден 17.2. од 12 до 15 часот е забележан пожар во месноста Шамаците, каде што е зафатена покрај прачки се зафатена и трска. И тие сметаат, значи ова е сега предпоставка, тие сметаат дека тоа е причина за фактички остатоците од трската се причина за загадувањето кој што го имавме во однос на материјал. Во однос на параметрите за загадување, PM10 честици, сулфур диоксид, озон и азот диоксид, сите параметри се во рамките на дозволените вредности, освен параметарот за PM10 честички кој што е покачен дотичниот ден. И сега јас тука со извештајот на инспекцијата за животна средина, на инспекторот за животна средина би завршил, би дал еден мал мој коментар. Добро е ова што го работиме сите како совет, затоа што првична работа во борбата против загадувањето на животната средина, па конкретно тука за воздухот зборуваме, е да ја зголеме свесноста кај луѓето. Со ова што зборуваме, со ова што имаме мерни станици, граѓаните се свесни дека има проблем. Значи, согласно Европската агенција за животна средина, во изминатите 100 денови, Кавадарци 90 дена бил над просечните вредности, значи според просечните вредности на загадувањето на воздухот, на квалитетот на амбиенталниот воздух, 90 дена бил загаден град. И од тоа нема бегање. И сега ние тука, јас како совет, како советници би се заправил што може да дополнително да сториме за да ја подобриме ситуацијата. Ситуацијата не може да се подобри за ден или два. Ова е стратешка работа, меѓутоа по некои работи и може. Значи, првен, зголемување на свесноста, интензивирање на кампањи,
делење на флаери, тука јас би ги поканил и би ги поддржал, не дека не учествуваат и медиумите, и печатените и пред се електронските медиуми. Напорите на општината наши би биле во насока. Тука јас би ја спомнал првата точка која што разговаравме денес, гасификација. Значи, се дури големите капацитети, и индустријски и јавните установи, не го сменат своето загревањето, бидејќи кај нас проблемот со загадување го имаме низ целата година, меѓутоа проблемот е најизразен во зимските месеци. Во зимските месеци каде што проблем е загревањето на нашите домови со фосилни горива. Напори на општина во насока на зазеленување на средини, значи не смееме да дозволиме и јавни површини и приватни површини да има незазелени. Понатаму, замена на грејни тела и субвенции во доделување на субвенции за замена на грејните тела пред се кои што користат јаглен, меѓутоа и кои што користат дрва, и тоа е мислам работа која што е во тек, и за оваа година имаме предвидено во буџетот 3 милиони денари за субвенционирање на замена на грејните тела и на печките, регулирање на сообраќајот, посебно ова е исто како идеја, меѓутоа посебно во денови кога загадувањето е енормно високо. Даде упатство Министерство за екологија дека доколку има 2 дена во Скопје или било каде во нашата држава 2 дена доколку има зголемени вредности на загадувањето, па се дава бесплатен јавен превоз. Јас би препорачал да размислиме за оваа работа и евентуално првен рековме, нели, свесноста на луѓето е многу битна, меѓутоа Кавадарци е мало место во деновите кога е загадено, дополнително да не го зголемуваме загадувањето со користење на нашите возила. И на крајот, јас најтопло ја поздравувам оваа иницијатива за гасификација на нашата општина, гасот ни е тука. Кавадарци би станал еколошки зелен град само доколку гасот дојде до секое домаќинство. Инаку, другото би било само гаснење на пожар, а во оваа ситуација може и превентивно да делува. Благодариме, колега. Дали има друг за збор? Доколку нема точките ја ставам на гласање. Кој е за? Извештај. Со препораки и заклучоци од Туриманџов и од председателот на комисија од Лазар. Одиме точка број 43. Предлог одлука за примење и пренесување на вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 44. Предлог одлука за примење и пренесување на вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци. Дитатички сеци. Не бе вадам никаде. Одиме со расправа по 44-та точка. Доколку нема. 45-та точка. Одлука за примење и пренесување вредност на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци. Опрема мебел. Сите точки се исти, само едногласно. Одиме со 46-та точка. Предлог одлука за примење на донација на материјално добро течно гориво од Друштво за производство, трговија и услуги Гала, Гордана и Сашко Дојел Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Одиме со точка 47. Предлог одлука за донесување, известување и дополнување детал урбанистички план за УБ 22К, дел од 23К, дел општина Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 48 точка.
Предлог одлука за давање согласност за склучување судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судски предмет број 15/19 поведен пред Основен суд Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Со ова е исцрпен дневниот ред и ја затварам седницата